рекламите, време за вестите. Во основните училишта во Источна Македонија оваа година има помал број на првачиња, но оделенијата за образование алармира дека во изминатите 20 на дена веќе имаат случаи во кои родителите ги отпишуваат децата од повисоките оделенија. Анализите за причината ќе се прават дополнително. Во штипските основни училишта 20 првачиња учебната година ќе ја почнат по 1 октомври. Наместо во училишните клупи тие се заедно со своите родители на сезонска работа по македонските ниви. Во екот на бербата на грозјето и јаболката, голем број на семејства се одлучуваат да заработат како сезонски работници. И оваа година имаме повторно изјави од родители, веќе родителите ги посетили училиштата и кажале дека ги оправдале на некој начин, кажале дека со своите фамилии заедно со децата ќе заминат на сезонска работа. Некаде бројката се движи околу 20 на ученици, зборувам генерално за ниво на општина Штип. Трендот на намалување на бројот на првачиња продолжува и оваа учебна година. Во штипските основни училишта годинава се запишани 443, наместо планираните над 500 првооделенци. Од оделението за образование забележуваат дека причината за помалиот број на запишани ученици е процесот на иселување, а забележано изминатите денови на отпишување на ученици од повисоките оделенија. Родителите како причина навеле дека заминуваат во странство. Анализите колку ученици во првите 20 на дена на учебната година си заминале, ќе се прават дополнително. Иста и сликата со првачињата и во останатите училишта во Брегалничкиот регион. Имаме за жал оваа година за 10 на ученика, меѓутоа според наши сознанија од градинките, пак наредната учебна година пак имаме зголемување на бројот на учениците. Во сите училишта во Источниот регион има пат на бројот на ученици во прво оделение. Недостасуваат од 10 до 50 првачиња. Загрижува и тоа што во повеќе поголеми села во овој регион во училиштата има само по едно или неколку првачиња, па наставата за нив треба да се реализира во комбинирани паралелки. Бројките на првачињата говорат дека истокот се празни, а неговите жители веќе десетина години континуирано се иселуваат во Италија, Швајцарија или скандинавските земји. Кривичната пријава за градоначалникот на Штип Илчо Захариев е клевета и монтиран процес. Во одбрана на Захариев се јави општинската администрација. Градоначалникот на Штип Илчо Захариев заработи кривична пријава за злоупотреба на службената положба. Пријавата до основното јавно обвинителство е доставена од СВР Штип со образложение дека Захариев склучил штетен договор со фирмата Актива, со што ја возможил да се стекне со против правна имотна корист. Во пријавата се наведува дека Захариев употребил неплатени парични средства во врска од над 1,5 милион денари по основ на уредување на градежно земјиште за парцела на булеварот Гоце Делчев. Со реакција против кривичната пријава за Захариев денес и од службите на локалната самоуправа. Во врска со последните случувања и напади врз градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев, а со тоа и индиректно на нас како дел од општинската администрација, би сакале да појасниме некои работи во врска со предметот за одобрение за градење за фирмата Актива. Стоиме за целата изготвена документација која е поврзана со овој предмет. Во постапката градоначалникот Захариев нема сторено никакви кривично дело, бидејќи е работено согласно законот и во рамките на законите и подзаконските акти, како и од актите кои произликуваат од Советот на општина Штип, а се поврзани со плаќањето на надоместок за уредување на градежно земјиште. Администрацијата во целост ги има применето законските одредби, не само за овој предмет, туку и за други слични предмети на овој, и совесно и честно ја врши својата работа. Од 2004 до 2007 година има склучувано повеќе вакви преддоговори, каде што граѓаните имат уплаќано средства на сметката на Штип проект, кој што е бил носител на уредувањето на градежното земјиште. Конкретно што се однесува до овој случај, директор е бил Александар Шумански, кој склучува преддоговорот со компанијата Актива, а урбанистичката согласност и дава Венцислав Бочварски. Ова сакам да го потенцирам.
Општинската администрација е згрозена од ваквите клевети од страна на Социјалдемократскиот сојуз према градоначалникот Илчо Захариев. Ние како општинска администрација стоиме за сите овие документи дека се најзаконски и најисправни е спроведена целата постапка. Ние како општинска администрација жалиме што грешките направени 2004 година од страната на Социјалдемократскиот сојуз сега ги исправа градоначалникот Илчо Захариев према граѓаните, изгорена се да биде од тие кои што ги потрошиле парите, не знаеме зашто, да биде на ваков тежок криминален начин фактички клеветен. Оваа клевета мислам дека не е во ред према човекот кој што го изгради и го направи градот Штип онаков каков што сите го гледаме. Во врска со вчерашниот напад на СДСМ врз авторитетот на градоначалникот на Штип Илчо Захариев, реакција од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип, прашања до СДСМ за фабрикуваниот процес во врска со фирмата Актива. Реакција кон СДСМ за нападот на авторитетот на градоначалникот Захариев и од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Под број 1 ги прашуваме СДС како и зошто наплатиле во 2004 година 1,5 милиони денари со преддоговор за комуналии на фирмата Актива. Под број 2 зошто не издале одобрение за градба до 2009 година и каде ги потрошиле парите од Актива кога градоначалникот е од редовите на СДС. Ако СДС не знаат каде се потрошени парите, тогаш тие сториле криминал раскрачмувајќи 1,5 милиони денари. Парите дадени од Актива се потрошени од СДС, а бидејќи не издале одобрение за градба и бидејќи објектот е легализиран согласно законот за легализација, за што Актива уредно си платила, тие имаат законско право да бараат поврат на парите уплатени во времето на СДС и тоа со камата. Вкупниот износ, кој во 2014 година требаше да се врати за потрошените пари од СДС е 1,5 милиони денари и уште 2,2 милиони денари по основ на камати, односно долгот е 3,5 милиони денари. Благодарејќи на разбирањето на фирмата Актива и изградбата на нов погон, општина Штип успеа да ги пребие тие 1,5 милиони денари потрошени од времето на СДСМ, а Актива не ја тужеше локалната самоуправа ниту за основниот износ, ниту за камата во висина од 2,2 милиони денари. Тоа значи дека општината успеа да спаси нови 2,2 милиони денари обврски натоварени на врат од неодговорноста и недомакинската власт на Социјалдемократскиот сојуз, истакна денес на пресконференцијата од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во Штип. А еве и реакцијата на Општинската организација на СДСМ Штип во врска со пресод на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. СДСМ има одговорна задача да ги ослободи институциите на државата од ВМРО ДПМН. Нема повеќе МВР ВМРО, нема повеќе селективна правда од тефтерчето на Горде. Помина времето кога ВМРО ДПМН пишуваше и обвиненија и пресуди. Нема потреба да се мачите да докажувате и да објаснувате, за тоа постојат институции кои веќе се ослободуваат и работат професионално во служба на граѓаните. СДСМ уште еднаш ги охрабрува институциите да продолжат во борбата против криминалот без разлика на која политичка партија или заедница им припагаат луѓето кои учествувале во истиот. Ја ослободивме Македонија од стегите на режимот. Наскоро ќе го ослободиме и Штип од злосторничкото здружение на Илчо Захариев. Законите ќе важат подеднакво за сите, живот ќе има за сите. Неделното интервју на Радио Слободна Европа е на тема избори. Агустинка е амбасадорката и шеф на мисијата на ОПСЕ и ОДХР Одри Гловер. Во присрет на локалните избори, мисијата на ОПСЕ ОДХР веќе пристигна во Скопје. Во земјава се 20 долгорочни наблюдувачи, 16 експерти во тимот, а се очекува непосредно пред изборниот ден да се приклучат уште 300 краткорочни наблюдувачи. Затоа, денеска во денешното интервју на Радио Слободна Европа разговараме со шефот на мисијата на ОПСЕ ОДХР, амбасадорката Одри Гловер.
Амбасадорке Гловер, избирачкиот список беше една од темите која што предизвика многу внимание и во јавноста. Имаше многу дебати околу прочистувањето на избирачкиот список и многумина се уште сметаат дека тој е прочистен за незначителен број гласачи. Дали според вас избирачкиот список е доволно прочистен? Well, I think just before I answer that, I should explain that we do, as you rightly say, have 20 long-term observers who have been briefed yesterday and are being deployed into the regions. But we in the core team, we are 16 people, and we will stay in the capital. And then, as you suggested, there will be more short-term observers coming just before election day. But to turn to your question, of course, the voter list is very important because we are here to observe what happens, and our concern is for the voter. It's the elections are for the voter, not for us. And so we are observers, and we observe what's happening. The voter list, as I say, is important because we do believe in equal and universal suffrage, and this is something which we're watching very carefully. And the voter lists haven't been finalized yet in any event. But as I say, we are watching this because we have made recommendations about voter list in the past, and so we are watching very carefully what is happening in relation to that. Нема конкурентно земјоделско производство без окрупнување на земјоделските површини. Ова е првиот чекор кон она што се нарекува рентабилно производство, препознатливо по квалитетот за кое нема да има проблем за пласман, не само на домашниот, туку и на странскиот пазар. Проектот Реонизација стартува, ќе има ли ефект од него? Македонскиот земјоделец обработува мали површини. Расцепканоста на земјоделските парцели е појдовна точка која се коси од трасата наречена конкурентност и конкурентно производство. Анализите покажуваат дека семените земјоделски стопанства не може да бидат конкурентни на пазарот и профитабилни без договорено производство, бидејќи откупувачите се заинтересирани за откуп на ангро. За сега проблемот се решава инцидентно, но потребно е долгорочно решавање на овој проблем, кој го кочи целокупниот развој и производството на храна во земјава. Спецификата на македонското земјоделство е тоа што имаме многу ситни семејни земјоделски стопанства, кои што имаат посед кој што е расцепкан на неколку парцели, каде што они не можат да обезбедат конкурентно производство. Они имаат мали серии на производи кои што на некој начин ги решаваат преку тие кванташки пазари, преку еден би рекол неформален систем на дистрибуција. Концептот за реонизација треба да ги утврди приоритетите во производството, земјоделците да се ориентираат кон производство кој ќе и донесе бенефит, имајќи ги во предвид предностите кои по себе ги носи секој реон во одгледувањето на одредени култури. Ќе бидеме фокусирани да максимално ги искористиме сите можности на Македонија во делот на фондовите кои што ни стојат на располагање, дали е тоа апсорбцијата на ИПАРД средствата, дека ќе бидеме фокусирани во делот на окрупнувањето на земјоделските површини, ќе бидат завршени проектите за реонизација на земјоделското производство и ќе имаме приоритетни листи на производи за секој регион, што ќе биде и основа на доделувањето на креирањето на политиките и мерките на субвенционирање, дека со Светската банка ќе ги завршиме сите анализи на импактот на субвенциите и дека тие ќе доаѓаат кај вистинските земјоделци. Македонскиот земјоделец во просек обработува површина од 1,4 хектари. Производството е најчесто на поделени и расцепкани ниви, оддалечени од патната инфраструктура, што ги зголемува трошоците и го прави производството нерентабилно. Окрупнување на земјоделските површини, договор со откупувачите и издружувањето во кооперативи, како и инвестиции во откупно-дистрибутивните центри, посочуваат експертите, е она кон што треба да се насочат земјоделските производители, за да го зголемат производството и да бидат конкурентни. 5 матични доктори од Штип поради истекување на нивната картица не може да запишуваат нови пациенти. Од Сдруженијето на приватни лекари појаснуваат дека до крајот на годината со овој проблем ќе се соочат уште 8. Најголем дел од нив се млади лекари кои дипломирале од 2011 до 2013 година.
Откако државата не го обнови договорот за печатање на нови здравствени легитимации, 5 матични лекари од Штип поради истекување на нивните картици не може да запишуваат нови пациенти. Речиси сите се млади лекари кои дипломирале од 2011 до 2013 година. Поради овој технички недостаток, се предпоставува дека до крајот на годината бројот на лекари кои ќе се соочат со ваков проблем ќе се зголеми за уште 8 мина. Оние кои беа студенти 2011 и студираа медицина, во меѓувреме завршија 2012, извадија картици 2013 и тие картици сега истекуваат и се технички проблем, тие не може да ги продолжат бидејќи нема фирма која ги продолжува, така да се работи за мал број на лекари, тоа се поглавно млади лекари кои скоро завршиле и кои се уште ќе се запослуваат и ќе го има тој проблем. Со ова не се ускратува правото на лекарите, туку се нарушува и едно од основните права на пациентите, а тоа е личен избор на матичен лекар, појаснуваат од Сдруженијето на приватни лекари. Апсолутно се нарушува правото на пациентот да си го избере лекарот кој го има и тоа не смее да го дозволи државата Македонија, бидејќи се нарушува едно од основните права на избор на матичен лекар. Минатиот месец поради истекување на рокот на здравствените електронски картички, кои што беа издадени во 2011 и 2012 година, за кратко повторно беа воведени сините картони. Тогаш пациентите кои се најдоа во овој вакуум простор беа приморани од подрачните единици на Фондот за здравство да бараат сини картони, бидејќи не можеа ниту да се прегледат, ниту пак да си ги земат потребните лекови. 22-то издание на фестивалот Распеани срца е денес во 17 часот на сцената на Центарот на културата Ацо Шопово Штип. Нови 14 композиции ќе исполнат деца од различни градови на Македонија. Еве по 22 пат Распеани срца во Домот на културата по традиција, да не кажеме, и оваа година во 17 часот во Домот на културата започнува 22-то издание. Треба да кажеме само дека и овој пат има деца од, да не речем од цела Македонија, имаме деца од Дојран, Валандово, од Крива Паланка, од Кратово, од Пробиштип, од Кочани, од Велес и Штип. Значи 14 композиции, 14 убави рефрени и убави песни за децата. Андон Андонов ни доаѓа од каде? Јас доаѓам од Валандово. Јас сум четврто одделение и имам 9 години. Мојата песна што ќе пеам вечер се вика Возен 200 на час, а сега трета година ми е да пеам на фестивалот Распеани срца, а еднаш пеев и на песни поделка. Се известуваат жителите на населба Балканска и село Чардаклија дека поради дефект на водоснабдителниот систем, вода ќе немаат во периодот од 20 часот вечерва, па се до отстранувањето на дефектот, се вели во известувањето од Бобо Комерц Штип. Фудбалските третолигачи од групата Исток во недела ќе ги одиграат надпреварите од третото првенствено коло. Тимот на Китго во Пехчево ќе биде домаќин на Брегалница, Голак во Делчево, а екипата на Кешовица ќе гостува на Рудар 1947 во Пробиштип. Интересно и возбудливо станува првенството во третата фудбалска лига група Исток по две одиграни кола, особено помош атрактивните и пред се ефикасни надпревари. Беа постигнати голем број на голови, од кои некои вистински евроголови, што доведува до заклучок дека на Истокот веријат некои талентирани и надарени фудбалски дечки, кои слободно можат да зачукаат на вратите на пореномирани провалигашки екипи. И надпреварите од третото коло носа своја неизвестност, поради што привлекува внимание кај фудбалската јавност. Лидерот на табелата Китго во Пехчево ја пречекува секогаш респектабилната екипа на Брегалница Голак од Делчево, и нивните комшиски дуели се секогаш интересни и до крај неизвестни. Китго на хартија е фаворит, но треба да се одигра предпазливо и внимателно, бидејќи топката е тркалеста и можни се и непредвидливи работи. Интересот ќе биде и во Пробиштип, каде што ќе се сретат Рудар 1947 и Новаилијата во Лигата Кежовица, која има извонредно млада и талентирана екипа. Во Свети Николе тимот на Овчаполе предвидува лесна победа против Зрно кон Зрновци, додека голем интерес владе и до крај неизвестно ќе биде во Виница, каде што домаќин во 1934 за противник
го има жилавиот тим на Малеш од Берово. Еве ги комплетните двојки за ова трето правенствено коло. Кит го Пехчево Брегалнице Голак, Рудари од 947 Кежовица, Овчеполе Зрновка и Слоги од 934 Малеш. Надпреварите ќе се одиграат во недела 24 септември со почеток во 15 часот и 30 минути, освен средбата во Пробишти која ќе започне во 14 часот. Почитувани гледачи, тоа беше се што ви подготвивме во овие саботни вести. Пријатно!